Ова беа лицата во една земја во шок. Во јануари 1969 година околу 40.000 луѓе минаа крај ковчегот на Јан Палах, 20 годишен студент кој се запали во центарот на Прага. Неговата драматична смрт се случи неколку месеци откако инвазијата предводена од Советскиот сојуз ги уништи напорите за создавање поотворено, либерално општество, наречено социјализам со човечко лице. Палах изјави дека неговото дело било со цел да го потресе чехословачкото општество. Историчарот Петр Блажек вели: Palach se stal takovým symbolem malého, znásilněného národa, národů, kteří vlastně se snažili nějak po svém najít nějakou, bych řekl, cestu dějinami a velká imperiální moc touhu zardousila a ten Palach jako ukazoval, že jsou důležitější věci než jenom ten samotný lidský život. Палах се најде на насловите низ целиот свет, но тој не беше прв кој презеде таква драстична акција. Во септември 1968 година, полската тајна полиција снимаше настан на комунистичката партија на еден спортски стадион во Варшава, кога 59-годишниот Рижард Сивиец се запали. Во претходно снимена аудиопорака Сивиец ја осуди инвазијата на Чехословачка и фактот дека полските сили учествувале во неа. Usłyszcie mój krzyk, krzyk szarego, zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko, ponad własne życie. Околу 100.000 луѓе беа присутни, но властите успеа да ги потиснат вестите за насилната смрт на Сивиец со месеци. Полската служба на Радио Слободна Европа објави извештај само по самоубиството на Јан Палах. За тоа време уште еден човек исто така се самозапалил. 40-годишниот Васил Макух го извршил своето дело во центарот на Киев во ноември 1968 година. Радио Слободна Европа извести за откривањето на споменикот во 2017 година, на кој присуствувал неговиот син Володомир. Протестот на Макух беше насочен и кон окупацијата на Чехословачка и кон советското владење во Украина. Дуже вдячний всім людям, які прийшли вшанувати пам'ять мого батька, котрий боровся до останньої краплі, щоб Україна була незалежна. Советските медиуми не го регистрираа инцидентот, но ситуацијата во Чехословачка беше многу поинаква. Přestože to bylo několik měsíců po té srpnové okupaci, tak stále ještě fungovala značná část toho svobodného tisku. Jo. Ten tisk informoval masivně prostě o velmi rozsáhlé reakci a i díky tomu vlastně o tom Palachově činu se dozvěděli lidé také v sovětském bloku, byli taky konfrontováni velmi podrobným zpravodajstvím Rádia Svobodná Evropa, Rádia Liberty. Веста ги потикна другите да действуваат. Студентите започнаа штрајк со глад на местото каде што Палах се запали. Меѓу нив беше и Јан Зајц, кој сега се споменува во скромниот споменик заедно со Палах. Зајц е најпознат од неколку темина кои го следеа примерот на Палах, но нема слично влијание. Историчарот Петр Блажек вели: Nejdůležitější je třeba říct, že postupně se začala utužovat cenzura. Bylo vyhoštěno 16 novinářů zahraničních, těch takových nejvýznamnějších, už vlastně krátce po činu Jana Palacha a následovala snaha vlastně omezit, bych řekl, informování o těch jednotlivých případech. Но Јан Палах остана символ. 20 годишнината од неговата смрт инспирираше една недела протести во јануари 1989 година. Тоа беше увертира на масовните демонстрации што го соборија комунистичкиот режим на Чехословачка подоцна во истата година. Година потоа Палах беше вратен на гробиштата Олшани во Прага, откаде што властите ги отстранија неговите останки за да ги спречат луѓето да одбележат неговата жртва. Сега конечно може да се одмори во мир.